на колешката, бидејќи јас токму на тие работи сакав и да посочам во обраќањето. Точно е, колешка. Имавме стратегија за справување со отпадот. Тој офаќаше изведба на неколку регионални депони и тоа беше од претходната влада. Што е проблемот? Проблемот е што и покрај тоа што е обмислено, направена проектна документација, обезбедена финансова рамка, дефинирани чекори и така натаму, не е со прст мрдато. Немаме ниту еден конкретен чекор за овие 7 години на власт на СДСМ и ДУИ, особено на ДУИ, сега ги немаме ни дури ни нивните представници овде, оние што беа зелени, така, они ќе не ја реше. Се извинувам, еден колега. Простете. Сакам да кажам, поентата на овој амандман е како на дополнение во целиот пакет што опфаќа првичниот чекор со претходниот селекцијата, од кога соодветно ќе биде селектиран, имате основа да биде соодветно третиран со вториот амандман. Односно, со овој начин, што за разлика од претходниот, ако немаше директен аутпут, што би можел да биде полезен и како камбек, да имаме ретрн, повратни средства, во овој има. Бидејќи со самото складирање се слободуваат гасови кои што не се само токсични и штетни за респираторните болести, за здравјето на луѓето и така натаму, дури некои од нив во соодветна комбинација може да се случи да бидат и запалливи, доколку тие истите се запалат, имаме дополнителни штетни материи и така натаму. Значи, овој амандман овозможува технологија која што доколку биде соодветно имплементирана, ова што треба да биде штетно, треба да произведе струја. Не се тоа некои огромни количини на струја, но не се за подценување. И ако имате добра анализа направено, ќе видите дека со тие средства што може да се заштитат по однос на електричната енергија, имајќи предвид либерализацијата, тоа што може да се пушти на слободниот пазар во соодветен термин од денот, повратот на средствата за овие скромни, би рекол, имајќи предвид тежината на проблематиката која што ја работиме, мислам дека беа 155 милиони денари, тоа се 2,5 милиони евра, би можеле на некој период од 5 или 6 години само од себе се врати инвестицијата. И затоа не ми е сватливо. Точно е тоа дека има обезбедена рамка, како што велевте вие од Европската банка за обнова и развој. Ама тоа не ни го даде како објаснување министерот. Тој се повика на општата ставка, каде што они со енергетската ефикасност веќе решат. А нема да биде така. Нема да биде така. Тоа го знаеме. Трет аспект. Регионалните депонии се сериозен проект, каде што очигледно актуелната власт, барем за неја можеме да коментираме, се уште нема дефинирано каква методологија ќе има, каков пристап ќе искористи, каква опрема ќе искористи, какви обуки ќе требаат, како тоа понатаму ќе се искористи и така натаму. Имплементацијата на овој амандман допринесува директно за таа дилема да ја решите. Бидејќи со имплементацијата во Скопскиот регион, кој што, пак ќе повторам, не е само Скопје, тука се засегнати уште 3, мислам, други општини на територија кај што е на границата од нив поставена депонијата, ќе можеме да пренесеме искуства за поефикасна и подобра имплементација на регионалните депонии. Сигурно ова нема да биде проект кој што ќе тече без никаков проблем. Дај Боже да биде без никаков проблем. Но сигурно ќе се појават некои пречки, па некои работи при имплементацијата што ќе можеме да ги искористиме или у најмала рака да се огледаме меѓу 2 или 3 модела или методологии или пак опрема што може да се искористи во самиот процес, која е подобра или која носи подобар поврат на средствата. Затоа ми е нелогичен пристапот на представниците на мнозинството. Особено за овој дел кој што навистина се утврдили дека е потребен, кој што ни го бараат од Европската унија, каде што во континуитет представниците на Зелената коалиција и на Сдруженијата за заштита за животна средина многу потемелно и многу подобро го ја објаснија потребата и зошто е итноста за имплементација на овие проекти, кои што, пак ќе повторам, за краток период можат да бидат и видливи, и реализирани, исправно наменски потрошени средствата и да имаме видливи резултати кои што да сега сите нас. Благодарам колега Јаревски за збор пријавена пратени